Па, реално е да очакуваме подобро од минатата година. Въпреки това, че успеахме да оцелееме и да останеме во групата, беше трудно. 3 одбора испадна од прва дивизија, можеше и 4 да бидат. Но ние, не бевме, како завршивме во регуларниот дел од првенството на 12-то место, таму завршивме и на крајот след баражот, кој сметам дека доста добар успех со оглед на тоа, че многу млади фудбалисти имавме. Сега сичките тие имат поголем опит, се знаеме похубаво. Скелетот, костурот на одборот го имаме од минатата година. Ќе го надоградиме со 6-7 фудбалисти качествени, кои ќе помогнат да бидеме посилни и реално нашите амбиции да бидат поголеми од минатата година. Контролите ќе почнат на 27 овој месец, значи ние до 27 треба да наполниме, да чакаме и овие новите фудбалисти. Затоа и не почнавме порано со мачеви, не почнуваме. 27 мисля че со Дунав Розе треба да е првиот мач. Имаме, мислам, еден пријателски мач контролен со Ботев. Добро, со Добруџа е последниот мач пред началото на шампионатот една седмица. И това треба да видиме сега во кој ден ќе падне, уште не се даните извлечени, дали ќе биде 18, 19, 20, од това и ќе зависи и тој датумот на таа контролна. Но тие се мачевите, 4, можда и 5 мача да играме. На лагер или тук във Варна? Сега тука сме. Нов тренер имате в тренерския штаб? Да. Ивелин е момче кој го знаат сите. Ще помогне многу во една работа која ни беше потребна минатата година во скенирање на противничките одбори, нашиот тестови, тие работи, тие со Иво се добри пријатели, соработувале и порано, така и таа синхронизација уште покубава ќе биде. И нормално може да биде поголема помош за мене. Јас покрај тренировките, покрај другите работи, секој ден по 3-4 часа работев на разузнавање на политичките одбори. Мислам дека полеко ќе биде сега. А на мястото на Дончев ли? Не, Дончев тука е. Дончев само 2 дена оправдано од семени причини. Иначе тој работеше сите овие денови, беше во клубот. Разбрахме новите попълнения, Пламен Илиев на 15 португалците или всеки различно идва по различно време? Па различно, ама наредниве денови. Дока и 15, затоа казав 27 ќе биде овај првиот мач, а ние овие 3-4 дена сега ќе бидат воведни, вовед во она посилните тренировачни тренировки. Од понеделник работиме 4 пати седмично по 2 тренировки, така да мислам дека и интензитетот нормално да биде малку поголем отколку лани летото, зашто лани летото игравме, почнавме со млади, младеж кои немаја база, сега сите овие мина една година полна и нормално е да можеме малку и да засилиме интензитетот на работа. Не видяхме и Матео Петрашило. Матео ще се приклучи, тој има на третмане, имаше мала травма, нема операција некоја таква, па другите работи од канцеларијата. Јас мисля, че ние треба да бидеме готови за секој мач. Дали ќе биде ЦСКА 48, кој многу го респектирам, второ место заврши, какво да кажам, кога излезе пред Лудогорец и пред ЦСКА Софија, значи голем респект, но ние треба да бидеме готови за било каков мач. Дома, надвор, кој противник е, ние треба да бидеме готови да правиме резултати. Благодаря.